државен интерес, дали производството, кое можеби вашите информации се многу поточни од оние што ние ги добиваме во јавноста, но производството генерално во земјава се намалува. Било тоа на жито, на пченка, на патли, на домат, на пиперки. Љубише, јас би се фокусирал кога темава отвараме стокови резерви, она што владата на ВМРО ДПМН го направи во делот на стоковите резерви од земјоделско производство. Да потсетам, во минатото стоковите резерви за пченица се полнија со специјални, односно посебни набавки и во најголем дел, речиси во сите набавки, учествуваа компании од Македонија кои што увезуваа пченица од надвор, од нашата држава. Дали било тоа соседна Србија, не знам каде, значи не и од домашно производство. Една од првите активности која што го направи Министерството заедно со владата е да стоковите резерви се полнат од сопственото производство. Од сопствено производство. И тоа мислам дека е исправно и секој треба да размислува, ако размислува. Да, и многу повеќе има логика тоа отколку. Апсолутно. Ова покажува еден посебен државен пристап кон целава работа, затоа што ние имаме сериозно производство на квалитетна пченица. Изжалосно е да плаќаме многу поскапа пченица која што доаѓа надвор од нашите граници, а нашата достане или неоткупена или да едноставно заврши на со ниска откупна цена. Во овој дел, со оваа активност, ние оваа година во делот на производството на пченица и сите оние дополнителни стимулации кои што ги дадовме, можам слободно да кажам дека од жетва 2025 година се собра повеќе од 300.000 тони пченица кои што се еквивалент на домашните потреби на пченица, што дава еден стабилен систем, односно една сигурност дека не сме зависни од надвор на овој битен стратешки земјоделски производ. Во делот на стоковите резерви сакам да потенцирам дека уште како опозиција преку група пратеници и сега како власт направивме серија измена на закони, подзаконски акти и правилници. Оризовата арпа ја додадовме како култура која што се чува за потребите на државата за стокови резерви. Имавме објава пред самиот изборен процес. Тука малку се продолжи целиот процес, бидејќи во време на избори имате ограничување во делот на активностите кои што можеме да ги водиме, за набавка на 2400 тони оризова арпа од домашно македонско производство за потребите на државата, односно за стокови резерви. Да, последните поплави како ќе влијаат во Чешиново, само ако дозволите, и овој процес не е само на хартија, него веќе се спроведува и веќе се собира таа количина од самите земјоделци, од оризо производителите.